Добар ден, кратки најави за денес. Со врачување на наградата за најдобра поема на лауреатот Братислав Ташковски започнаа Прличевите беседи. Терапиите за ретки болести се скапи, а административните процедури долги. Охридски комуналец мапира и расчисти 8 депонии низ градот, подигнати 24 кубици ѓубре. Одземени 2 возила по сообраќајка во која учествувале возачи со активна забрана. Охридскиот аеродром доби еколошка акредитација за намалување на емисиите на јаглерод. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со локални врнежи од дожд. Дуваше умерен ветар од југоисточен правец. Максималната температура се искачи до 8 степен. Утре во Охрид променливо облачно со врнежи од дожд. Ке дува слаб до умерен ветар од јужен правец. Утринската температура од 4 степени, а максималната дневна ќе се искачи до 8 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 2 до максимални 14 степени. Следува период на променливо облачно време до сабота и релативно топло со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Од недела ќе настапи заладување и врнежи од снег се очекуваат на планините и во некои од повисоките места, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Со свеченост посветена на лауреатот на наградата Григор Прличев и врачување на повелбата за најдобра поема за 2025 на Братислав Ташковски за поемата Темна кутија, започнаа годинешните Прличеви беседи. Со свечено доделување на повелбата за најдобра поема за 2025 година денеска започнаа Прличевите беседи. Врачувањето на признанието на годинешниот лауреат на наградата Григор Прличев, поетот Братислав Ташковски, во Центарот за култура Григор Прличев беше проследено со артистичка изведба на наградената поема Темна кутија. Човекот од кога е жив сака да се бори, да избира, да пребира, да се бунтува. Темна кутија е едно лирско исповедно поетско објаснување на борбата на доброто и лошото, она што ги влече сите писатели и сите поети низ времето, вели авторот Ташковски. Тој кажа дека наградата го прави горд бидејќи името Григор Прличев е еден од основните поетски и духовни столбови на нашето постоење. И таа не само што е престижна, таа е темелна во смисла на тоа дека се повторуваат оние работи за кои што Прличев пред 150 години и повеќе се залагал и се борел за тоа да ги разбие догмите, да живееме во слобода, да не бидеме под туѓи јазични медиуми, да имаме слободна црква и тие работи. Во денешно време наградата како признание е голема работа што таа се доделува прво на анонимен конкурс. Исто како што Прличев ја има добиено Сердарот на анонимен конкурс и таа награда и дава посебна значење и посебно внимание. Јас многу сум среќен што еве оваа година јас сум добитник на таа награда и тоа за мене е нешто што навистина ме прави горд. Јас досега имам добиено многу награди во мојот живот, присутен сум, меѓутоа оваа награда за мене е една од тие што навистина, ако не и најповеќе ми значи.
Поемата Темната кутија представува длабока духовна и екзистенцијална исповед на лирскиот субјект кој преку долгата драматична исповед го представува сопствениот судир со судбината, со смртта, поезијата и смислата на човековото постоење, посочуваат од Комисијата за доделување на наградата Григор Прличев за најдобра поема. На конкурсот оваа година пристигнаа 7 поеми и веднаш при првиот прочит се издали поемата на Братислав Ташковски. Таа е една поема која што врзува многу цивилизацијски слоеви од митологија, антика па се до денес и во неја се бара ево потрага поетот по идентитетот, местото во системот во општеството и се чувствува една резигнација дека оно што се занимава со литература, посебно со поезија, наоѓа тешки простори, тешки мигови кај што може да се екзистира денес. Тоа можам да го сватам како еден пандан на романтичарското сваќање на литературата. Годинешното чествување на македонскиот книжевен великан и преродбеник, овенчаниот со Лоборов венец во Атина, Григор Прличев е збогатено со уште една поема со која се продолжува традицијата на Прличевата Сердарот, истакна на свеченоста заменик градоначалничката на општина Охрид Ана Крстеска. Таа посочи дека представувањето на најдобрата поема во рамки на Прличевите беседи манифестација востановена пред повеќе од 7 децении, значи дека наградата дефинитивно е достоен и високо вреднуван дел од современата македонска книжевност. Ваквите манифестации посветени на великаните, како што е Григор Прличев, се вистинското место гласно да ветиме дека ќе ја продолжиме традицијата и секој на свој начин ќе придонесуваме за подобра иднина на својот народ и на Република Македонија. На тој пат водилка треба да биде високо поставените не само уметнички, туку и етнички, општо цивилизацијски, етички вредности на Прличев. Во тој дух посакувам да му се вековите чествувањата на Григор Прличев и да ни се множат литературните остварувања инспирирани од неговото дело. Свеченоста започна со изведба на 1762 лето од страна на хорот при Центарот за култура Григор Прличев, а во изложбениот салон беше поставена изложба на ликовни дела од колекцијата на Центарот. Прличевите беседи утре продолжуваат со панихида и полагање свежо цвеќе на гробот на Григор Прличев во близина на црквата Света Богородица Перивлепта. Во 11 часот во спомен куќата на Григор Прличев ќе се одржи настанот Стихови и звуци за Прличев, во рамки на кој ќе бидат врачени примероци од книгата Јазик и леп од Славе Ѓорѓо Димовски, отпечатена во Брајово писмо, на библиотеката Григор Прличев и Сдруженијето за слепи лица од Охрид, како и врачување на наградите на првонаградените литературни творби на литературниот конкурс на Основното училиште Григор Прличев. Потоа ќе следи промоција на книгата Охридска книжевна историографија од Димитар Пандев и Славе Ѓорѓо Димовски. Во 13 часот во библиотеката Григор Прличев ќе се одржи Прличевата визита, во рамки на која премиерно ќе биде прикажан документарниот филм Постапките на Прличев, по сценарио и во режија на Милчо Јовановски, а ќе биде доделена и наградата за најдобра беседа на Софија Стојанова. Во 19 часот во Центарот за култура, Основното училиште Григор Прличев со свечена приредба ќе го одбележи патрониот празник. Терапиите за ретките болести се скапи, а административните процедури долги. Новодиагностицираните пациенти чекаат и по 1 година за лек, иако кај дел од диагнозите нема простор за чекање. За проблемите со кои секојдневно се соочуваат пациентите со ретки болести и докторите, во прилогот што следи. Пациентите со ретки болести во земјава се соочуваат со сериозен и долгогодишен проблем од недостиг на неопходните терапии. Иако формално постојат програми, комисии и процедури, реалноста за пациентите и нивните семејства е поинаква. Секое доцнење во обезбедувањето терапија може да значи влошување на здравствената состојба, а кај одредени диагнози и директна закана по живот. А што да правиме со пациенти кои ќе се диагностицираат? Тоа е одлично што ману ќе се нафати да ја подобри диагностикава.
И тоа е добро, само не знам колку ќе биде наголемен буџетот за млади. Еден од најголемите проблеми според лекарите се долгите административни процедури за набавка на лековите. Од моментот на поставување на диагнозата, па се до реалната достапност на терапијата, може да поминат месеци, па и повеќе од една година. Ова особено ги погодува новодиагностицираните пациенти кои не можат веднаш да влезат во програмата за лекување. Процедурата административна е многу долга, многу долга. Јас како нефролог само ќе кажам за две болести: хемолизно-уремиски синдром и примарна хипероксалурија. Нема чекање. Не можеме да чекаме година дена на тендер и така натаму. Прво, имате долго време додека се постави диагноза. Јас не знам како тоа може да се реши и како се решава за нешто што е хиперургентна ситуација, да кажеме хемолизно-уремиски синдром. Таму вие треба да ја имате таа терапија и да ја дадете, да ја имате. Чекањето е долго од регистрација до прва набавка на лек. Регистрацијата релативно оди брзо, бидејќи Комисијата за ретки болести има често состаноци и тука немаме проблем. Пациентите се регистрирани, се бара одреден лек и од тој момент до првата набавка на лекот се случува да помине повеќе од година дена. Дополнителен предизвик представува и цената на терапиите за ретки болести, кои што се меѓу најскапите во здравствениот систем. Лекарите предупредуваат дека системот тешко може однапред да планира вакви трошоци, но тоа не смее да биде причина пациентите да останат без лекови. Терапијата е изворедно скапа. Нора, годишен третман колку е? 300.000 евра ми се чини по пациент. Не можете вие да кажете, планирате следна година 1.000.000 евра само за едно дете за една болест. Треба да се разговара, малце се дојде и на терен, и кај нас хелт професионалци, да се види кои се проблеми, како тоа Европа го решила, како го решиле маливе земји као што е Малта, Исланд и така натаму. Јас не знам. Не ме наџирам, но проблемот е тука. Пациентите, лекарите и издруженијата апелираат за пофлексибилен систем со можност за интервентна набавка на терапии во неживотозагрозувачки ситуации. Бараат решенија што ќе овозможат навремено лекување, бидејќи кај ретките болести времето не е административна категорија, туку прашање на живот. Мапирани 8 мини депонии, подигнати 24 метри кубни кабаст отпад и градежен шут. Дежурните служби на јавното предпријатие Охридски комуналец мапираа 8 депонии, диво создадени од несовесни граѓани. Ѓубриштата кои ја загрозуваат животната средина на околното население беа лоцирани на следните локации: локалитети Бејбунар и Мегдани, населби Далјан и Гоце Делчев, Бараки, улица Галичица и кај стамбениот комплекс во близина на општата болница. Во текот на вчерашниот ден, екипите на комуналното предпријатие ги расчистија депониите, при што биле подигнати 24 метри кубни кабаст отпад и градежен шут. Одземени 2 возила по сообраќајка на улица Асно, во која учествувале возачи под дејство на алкохол и со забрани за управување возило. Синоќа во 20 часот и 30 минути во СВР Охрид е пријавено дека на улицата Асном во Охрид се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Volkswagen Amarok со охридски регистарски ознаки, управувано од 24 годишно лице од Охрид, патничко возило Ланчија со охридски регистарски ознаки, управувано од 37 годишно лице од Охрид, и патничко возило Мерцедес со охридски регистарски ознаки, управувано од 35 годишно лице од Охрид. По преземени мерки констатирано е дека 24 годишникот го управувал возилото под дејство на алкохол, односно измерени му биле 0,71 промил алкохол во крвта, а имал и 3 забрани за управување со моторно возило за Б категорија. Исто така и возачот на Ланчијата имал една забрана за управување со моторно возило Б категорија. Известен е јавен обвинител по чии насоки им се одземени возилата и по документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави по член 297а од Кривичниот законник без обзирно управување со возило, информираат од секторот за внатрешни работи Охрид. Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид доби ниво 2 акредитација за намалување на емисиите на јаглерод во работењето. Ова представува официјално признание дека аеродромот превзема активности за поодговорен развој на воздухопловството преку намалување на загадувањето на животната средина.
Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, управуван од ТАВ Македонија, постигна ниво 2 акредитација за управување со емисии на јаглерод на аеродроми. Охридскиот аеродром ја добил оваа еколошка акредитација од Меѓународниот совет на аеродроми во рамки на нивната глобална програма за акредитации на аеродроми за управување со емисиите на јаглероден диоксид како резултат на активностите преземени во процесот за намалување на истите. Оваа акредитација ја потврдува нашата посветеност како ТАВ Македонија на меѓународните стандарди за одржливост и испраќа јасна порака дека заштитата на животната средина е стратешки приоритет во работењето на аеродромите што ги управуваме, изјави Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија. Акредитацијата ниво 2 значи дека аеродромот во Охрид воспоставил јасни и мерливи цели за намалување на емисиите и од опсек 1 и од опсек 2, кои вклучуваат емисии од потрошувачката на енергија на самиот аеродром, грејење, ладење и возилата во сопственост на аеродромот. Клучните иницијативи што придонесуваат за постигнување на ова ниво се транзиција на возниот парк, зголемување на уделот на опрема за копнена поддршка на батериски или хибриден погон, оптимизација на потрошувачката на енергија, користење обновливи извори на енергија и инвестирање во инфраструктура за полнење на електрични возила, унапредување на управувањето со отпадот, програми за ефикасно користење на водата, обуки на персоналот и иницијативи за подигање на свеста за одржливост во секојдневното работење, како и формирање комитет за одржливост за надзор и управување со еколошките ризици и обезбедување дека намалувањето на јаглеродните емисии останува стратешки приоритет, се вели во соопштението од ТАВ Македонија. Акредитацијата за управување со емисии на јаглерод на аеродроми е единствена институционално одобрена глобална програма за сертификација, која независно ги проценува и признава напорите на аеродромите во светот за управување и намалување на нивните емисии на јаглерод преку 7 нивоа на сертификација. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Имајте пријатен ден.